Добро вечер. Во ово издание на 360 степени ке гледате. Во период од 20 дена, огромна дупка во непосредна близина на старата Скопска чаршија, прво доби тампон со песок, а деновиве веќе се носи и градежен материјал. Сето ова без одобрение за градба. Одма го прекиневме, значи работливе действија таму. Јас ве разбирам, меѓутоа непосредно пред празнициве таму работеа багери повторно. Тоа со инспекторатот дополнително ќе го гледам. Во декември просечната температура во земјава била за 3,4 степени повисока од просекот меѓу 91-та и 2020-та. Во Маврово толку малку снег имало само во 6 од последните 70 години. Се паметат, можеби некои лоши сезони, меѓутоа како оваа до сега искрено не. Погода, добре. Кога идеме дома сме мајки, сопруги, кога дојдеме на работа сме тоа што сме. За жените во елитните полициски армиски единици, колку се и зошто? Почнуваме. Кај старата Скопска чаршија на пат е да никне огромна дивоградба. При тоа не само што градбата излегува надвор од предвидениот габарит, туку што е уште пофрапантно. Општина Чаир нема издадено никакво одобрение, ниту пак инвеститорот се обратил со такво барање. Градоначалникот Висар Ганију вели дека инспектор излегол на терен и дека е издадено решение за запирање на сите активности на парцелата. Но во реалноста дивоградбата кај една од најголемите знаменитости на Скопје напредува. Славица Филиповска-Иванова. Во период од 20 дена, огромна дупка во непосредна близина на старата Скопска чаршија прво доби тампон со песок, а деновиве веќе се носи и градежен материјал. Сето ова без одобрение за градба. На овој објект ние го прекинавме 2 месеци пред да доаѓате вие. Значи, а имаше пријава и ние настапувавме одма, гледавме дека габаритот не се совпаѓа во тие метри квадратни и одма го прекиневме, значи работливе действија таму. Јас ве разбирам, меѓутоа непосредно пред празнициве таму работеа багери повторно, а и ако се гледа на сликава, внимателно како песок да се става веќе подлога некоја. Тоа со инспекторатот дополнително ќе го гледам, али ја колку што знам, колегиуми одржувам состаноци со значи секторот за урбанизам, информациите ми се дека таму е блокирано и не се работи ништо. Ако за продолжиле некој вакуум празник кај што нема инспекторат, гледале нешто да работат или да влагат во објектот што е заокружен, треба тоа да го провериме. А токму додека снимавме со градоначалникот во работен ден, на парцелата стигна арматура. Во деталниот урбанистички план има маркичка за градба на ова место, но јамата што зјае во многу поголем габарит од предвиденото. Според податоците од катастарот, конкретната парцела е во сопственост на Ислам З од Скопско Копаница. Ние сме барале таму да се појават инвеститорите кај нас. Мислам дека само контактирале телефонски, не дошле во општина и затоа ние будно го мониторираме тоа место и пак велам, ве уверувам во тоа дека градежниве работи не можат да продолжат, а кој да се појавува прв мора значи да доаѓа во општина и да сноси одговорност и за тоа зашто е почнато сега тој објект на таков начин. Казни има? Сигурно дека ќе има. Се уште е свеж примерот со рушењето на дивоградбата кај Фонтана, зашто мораше да се вклучи и владата. Неколку метри подолу, во истиот урбан опфат, Мавровка, се чини дека многу градби се построени во нелогичен ред. Со деталниот урбанистички план, предвидена е улица што од булеварот води покрај плоштадот Скендербек и се пробива покрај чаршијата. Улицата треба да опфати и дел од парцелата на која е огромната дупка. Но, на терен, улицата завршува после Мавровка и паркингот, пошто се издигаат висококатници од едната страна. Од другата страна пак, околу и после јамата, не е тешко да се забележат градби на кои не им е местото таму. Градоначалникот Ганију вели дека ги наследил и дека сите го искористиле законот за легализација. Тука сте ја изгубиле битката како општина, бидејќи сте предвиделе пат, сте предвиделе комотна позиција околу градбите, а на терен, ако има толку барања за легализација,
Тугаш никогаш нема да може да го пробиете овој пат и никогаш нема оваа контактна зона на старата Скопска чаршија да заличи на нешто што е гледливо. Ја мислам дека не сум го изгубил значи биткава, бидејќи и пред новата територијална поделба таму имаше и куќи, објекти, немаше никогаш пат. Тоа значи тој пат што е предвиден е булевар и треба да го реализира градот Скопје. Или требаше. Ке може? Со експроприација може све. Би требало да се срушат неколку градби, Да. комотно, Па пак ви велам. ама тоа е зграда, хотел, не знам уште што. Да, али според генералниот план тоа е улица и кога тогаш треба да се реализира. Вие сте подготвени да рушите доколку треба? Да. треба? А треба, бидејќи пак ви велам таму кога треба да идеме да рушиме, треба и да направиме експроприација. Експроприација е луѓево да ги обештетиме. И тука не е проблем. Вакви примери на урбано дивење има низ цела држава, но специфичната тежина на овој потек е во тоа што граничи со една од најголемите знаменитости на градот – Старата чаршија. Поради тоа, ингеренции имаат повеќе институции, меѓу кои Управата за заштита на културното наследство. И за цела таа целина, која што е многу поголема, поширока, баш као објектите кои што се сами по себе културно наследство, сите други објекти спаѓаат под конзерваторски услови. Под сите работи во чаршијата, најпрвин треба да стигнат во конзерваторски центар, тие даваат услови и гледат каде е, што е, како е, па ги праќаат документацијата, целокупната документација ја праќаат кај нас, ние гледаме дали е законски све окей, или доколку има потреба од инспекција да се прати, праќаме на увид, казнуваме и тоа е тоа. Во последните 4 години, Управата за заштита на културното наследство спровела 30 инспекции на терен и сите резултирале со парични казни. Казните се многу благи понекогаш, дури не би сакал ни да ги кажам какви се, што се, да не ги охрабрам луѓето за да си земат некоја иницијатива, да направат нешто кое е прекршачно, нели, по закон. Во моментов, Управата работи по пријава и за парцелата на која зјае огромната дупка, но детали за случајот нема. Минатата недела низ чаршијата со полициска придружба помина и Државниот градежен инспекторат, но и оттаму велат дека се уште не им е готов извештајот. Останува дадениот збор. Значи едно метно квадрато не сум дозволил во општина Чаир некој да узурпира. Чаршијата е на државата, не е на собствениците таму или поседува некој дуќан. Значи уништуваме културно наследство од голема значајност. Замислете да го има ова некој европски град, што ќе беше, каква атракција ќе беше. Тоа што е Скопска, се чини дека е најголемата казна за Старата чаршија, иако е заштитена со закон. Погодок, добро. Кога ќе идеме дома сме мајки, сопруги, кога ќе дојдеме на работа сме тоа што сме. За жените во елитните полициски армиски единици, колку се и зошто? 95.000 еднаш, втор пат, трети пат, неке честито, тие пари остануваат за потребите на црквата. Саботажа. Продолжуваме. Дека временските прилики на кои сведочевме и сведочиме не се вообичаени за овој период од годината не е само перцепција. Тоа го потврдуваат и систематски собираните податоци во Управата за хидрометеоролошки работи. Последниот декември просечно бил потопол за 3,5 целзиусови степени во споредба со просекот за тој месец во периодот од 1991 до 2020 година. Исто така, во последните 70 години, 10 или помалку сантиметри снег, освен последниот декември, на Маврово имало во уште само 6 години. Последиците за зимскиот туризам се логична последица. Михаил Милошевски на оваа тема. Со задоцнување од речиси месец и половина. Конечно започна туристичката сезона во најголемите зимски центри во Северна Македонија. По долготрајните високи температури и суши, викендов снегот ги израдува љубителите на зимски спортови.
На околу час и половина возење со автомобил од Скопје. На падините на Шар планина се наоѓа најголемиот скијачки центар во земјава Попова шапка. Последните километри од патот најчесто се блокирани од автомобили, но при нашата посета на 17 јануари тој беше празен. На паркингот кај центарот имаше автомобили, но голем број беа на вработените во околните хотелско-угостителски објекти. На ски патеките се забележува снег, но иако е втора половина на јануари, тој не беше доволен за отворање на сезоната за љубителите на зимски спортови. Единствени што му се радуваа на снегот на патеките беа најмалите кои со санки се спуштаа од ниските брда и децата што учеа да скијаат. Кон почетните точки на ски патеките се упативме со ратрак, бидејќи 6 ски лифта и 3 жичници со кои располага центарот се уште не беа пуштени во употреба. На патот кон врвот не придружуваше Адем Авзију, директорот на Елем Турс, која стопанисува со скијачките и со дел од угостителските капацитети на Попова шапка. Авзију беше и во улога на наш возач и водич во овие предели. Ски сезоната на Шапка обично започнува на 15 декември. Но годинава, вели Авзију, поради високите температури и глобалното затоплување, не можеле да почнат на време. Единствената добра вест беше што ноќта пред да дојдеме, падна првите пообилни снежни врнежи. Ноќеска имавме нов снег, нови снежни врнежи и ние цела ноќ, после полна ноќ, негде од после 1 часот, ги обработивме стазите, за да можеме да ги искористиме новите снежни врнежи, за секако да бидеме спремни и подготвени за отварањето на сезоната за скијање. На врвот снегот паѓаше посилно, но поради високите температури брзо и се топеше. Силниот снег ги нишеше празните кабини на жичниците, чии мотори не проработеле речиси 1 година. Ваквата ситуација не се памети дека е имало такво нешто во ски центарот Попова шапка. Нешто слично било во 2018-19, ама вакви касни врнежи на снег или неотварање на време на скијачката сезона не се памтело одамна во ски центарот Попова шапка. Како што заоѓаше сонцето, се ретчеше и бројот на туристи. Сите капацитети биле резервирани, но речиси и сите биле откажани поради недостатокот од снег. Дека ситуацијата е далеку од добра, потврдуваат и локалните продавачи. Зекир Месими веќе 20 години изнајмува скии, санки и сноуборди. Минатото беше, имаше снег, имаше људи. Сега нема доста снег, нема. Чим не работа ски лифтовите, значи нема ни људи. Идат људи, ве се враќат. Мисими не испрати со надеж дека најавениот снег ќе успее да ги привлече туристите и да спаси барем мал дел од скијачката сезона. 2 дена подоцна, на 19 јануари, тргнавме за Маврово. На влезот на населбата, наместо снег не пречекаа врнежи од дожд. Каливиот пат до скијачкиот центар беше знак дека годинава немало снег. Туристичкиот центар беше полупразен. Оние малкуми на туристи може да ги разгледуваат природните убавини на националниот парк, но не и да скијаат. Продавниците за изнајмување на скии одамна ги немаа отворено вратите за скијачите. Искачувајќи се кон патеките за скијање, се интензивираа и врнежите од дожд. На патеките, само на највисоките делови, има наврнето мала количина снег. На останатиот дел, онаму каде што вообичаено има снег во овој дел од годината, сега има кал. Жичницата подолго време не е во функција, а не работат ниту инфоцентарот, ниту билетарницата. Годинашнава суша удри по џебот на угостителите во Маврово, кои, не знаејќи што ги очекува, ги отворија вратите за туристите уште на 15 декември, кога и обично стартува зимската сезона. Се паметат, можеби некои лоши сезони, меѓутоа како оваа до сега искрено не. Дури сериозен проблем представуваат и ниските температури, со кои што инсталациите кои што се спроведени за создавање вештачки снег не можат воопшто да произведуваат.
Дека не станува збор само за впечатоци, ни потврди од управата за хидрометеоролошки работи. Средномесечната температура на ниво на држава во декември 2022 година во просек била повисока за 3,4 целзиусови степени, споредено со просекот од 1991 до 2020 година. Во последниве 7 децении пак, 10 или помалку сантиметри снег на Маврово во декември, освен во 2022 година, имал уште само во 6 години, 1958, 1959, 1972, 1985, 2006 и 2015 година. За јануари е рано да се прават анализи бидејќи месецот не е завршен, ниту за научниците, ниту за угостителите. Снегот задоцни оваа година, но барем падна и како што видовте од викендов се скија во двата наши ски центри. Соодветната и правична застапеност во елитните единици на полицијата и армијата е тема што повремено се отвора во јавноста. Многу помалку се зборува за родовата застапеност, поточно за тоа дали, колку жени има во нив и зошто е така. 360 степени доби пристап на редовните обуки на дел од овие единици и ги постави овие прашања. Сторијата е на Зоран Јовановски. Кога идеме дома сме мајки, сопруги, кога дојдеме на работа сме тоа што сме. Ги рушиме стереотипите дека тоа е типична машка професија. Тука работиме специфични и специјални задачи кои што захтеваат да постојано бидеме психички и физички спремни. Полиција! Секоја жена има многу поголем момент на рационално користење на разумот, да кажам, и можеме многу посмирено да ги примиме сите информации. Извршување на задачите во единицата и за припадниците и за припадничките под еднакво ист. Специјалната антитерористичка единица Тигар е формирана во рамки на Министерството за внатрешни работи во 1981 година. Дури пред 15 години ја доби првата припадничка. Таа е преговарач, позиција клучна, особено при заложнички кризи. Преговарачката работа навистина е многу специфична и деликатна. Не може секој еден припадник да ја работи во оваа ситуација. Пред се треба да имате малце повеќе оскокнување од типот на комуникацијски вештини, разбирање, сослушување на другите страни. Денес таа не е единствена членка на Тигрите. Единица која може да се пофали со врвен снајперски тим. Според претпоставените, токму жена снајперист е меѓу најпрецизните. Погодок, добре. Треба да припазите многу на како прво на вас како личност, да бидете смирена личност, дишење, повлекување, психички треба да сте многу стабилен, бидејќи тоа што го работиме е многу опасно и нормално одзема човечки животи. И двете наши соговорнички се мајки и сопруги, но велат само дома. На работното место за нив важат единствено професионалните стандарди. Навистина има потреба многу огромна поддршка од семејството и сум горда што ја имам истата поддршка и не чувствувам некоја напнатост или некој дисбаланс меѓу работата и семејството. Секој што пробал и што нормално треба преходна психички и физичка припрема да има пак на некој ниво, не верувам дека нема да успее, без разлика дали е машко, дали е женско. Од командата на Тигрите велат дека условите за престој и работа на припадничките на единицата се прилагодени на нивните потреби и тврдат дека досега немало случај на дискриминација. Сепак, дел од нормите и критериумите што треба да се исполнат се разликуваат во зависност од родот. За разлика од мажите, дел од проверките, односно тестовите кои што треба да ги поминат колегите жени, се
родово сензитивни, прилагодени на жени. А додека зборуваме за задачите, тука не постои разлика, тука постои само извршување на задачата. Девојки, мајки, сопруги, професионалки. Има и во единицата за брзо распоредување или ЕБР, чие мото е секогаш секаде. Рамо до рамо, израз што е синоним за еднаквост, важи за сите колеги и колешки во оваа полициска единица при извршувањето на спортските активности, разните видови професионални обуки, но и при реални операции на терен. Ниту сме дискриминирани, ниту сме навредени, едноставно сета помош од припадниците кога ни е потребна, ни е пружена воедно исто и ние се помагаме меѓусебно, се надоградуваме, тимски работиме, така да во оваа единица помеѓу припадниците и припадничките таа поделбени. Во нашата култура многу момчиња сонуваат да бидат специјалци, но тоа од детството го посакувала и оваа жена, сега припадничка на ЕБР. Едноставно ми беше сон и престиж да бидам дел од ваква единица, како што сум и денес дел, и се уште ми се нема отрната таа желба и мотив за работа. Од вкупниот број припадници на ЕБР, денес околу 6% се жени. Без разлика на полот, имаме помагање во извршување на сите задачи, било да е машко кон женско или обрат. Пушка за проверка, репетирај. Закачи. Спремен доле си бъли. Подобро, тука, ама добре. Формирана во 2001 година, задачите на ЕБР се од одржување на јавниот ред и мир при демонстрации и немири до антитерористички операции и обезбедување VIP личности. А сето ова не признава родова, туку само професионална припадност. Во единицата за брзо распоредување, тимската работа е нешто што најмногу вредно. Тоа значи дека припадничките на женската популација заедно тимски настапуваат при извршување на секојдневните задачи. При спроведување на обуката и при извршување на задачите. Од тука произлегува и близината помеѓу сите колеги во единицата без разлика на пол. Ренџерскиот батальон кој извршува специјални задачи во земјата и странство е една од специјалните армиски единици. Меѓу ренџерите има жени уште од формирањето во 2004 година, а денес се вкупно 12. Тие редовно учествуваат и во мировни мисии надвор од земјата. Желбата и идејата за да бидам дел од ренџерскиот батальон всушност беше да си докажам и на себе си, а и на останатите дека и ние жените можеме и сме равноправни да ги извршуваме задачите кои што важат за типично машки задачи. За една од припадничките на батальонот никогаш во животот немало машки задачи што не може да ги изврши. Како што се сеќавам, уште од мали нозе имав желба да носам униформа и да работам во нашата армија. Секако тука и мојот надпреварувачки дух кој што го имам од мала и од најрана возраст се занимавам со секакви спортски активности, па може би тоа придонело за да донесам оваа одлука. Секојдневните тренинзи се предизвикувачки, па потребни се дисциплина и упорност за нивно извршување. Но ренџерките велат дека жените не треба да се плашат од непознато и предизвици. Имаме собствени соби каде што престојуваме, посебни купатила каде што ќе може да се истушираме после физички активности и мислам дека се што треба ни е пружено. Да се биде дел од специјалната единица, еве ние сме доказ женскиот персонал дека тоа е возможно и дека ги рушиме стереотипите дека тоа е типична машка професија. Доколку се чувствуваат спремни и психички и физички да не се откажуваат без разлика дали се работи за влез во армија, за да се вработат во армијата и за било која друга професија што се смета за машка. Во ренџерскиот батальон велат дека секогаш преовладува тимскиот дух. Кога веќе разговараме за женскиот пол, скоро сите со еден или два случаи се со фамилии, со деца и без разлика на нивните приватни ангажмани, односно фамилијарни ангажмани, работа извршуваат целосно и без никаков проблем, но секако дека и ние имаме предвид, како што имаме за секој еден припадник во предвид дека некои обврски се неизбежни, така да и за женскиот персонал важи истото.
Меѓу НАТО земјите, Норвешка напредуваше брзо во уривањето на родовите бариери во специјалните единици. Во 2014 година е формирана првата специјална единица составена само од жени, наречена Јегертрупен или ловечки одред. Припадничка на Националната гарда на САД пак во 2020 година ја заврши обуката на специјалните армиски сили и стана првата жена што ја доби титулата Зелена беретка, откако Пентагон во 2016 година ги отвори за жените сите борбени работни места, вклучително и оние за специјални операции. Во соседството, Хрватска, на пример, има 60 жени или 5% од припадниците на интервентната полиција. Професорот на Воената академија генерал Михајло Апостолски Методи Хаџијанев смета дека мотивацијските политики треба да бидат прилагодени на културолошките специфики на една заедница. Секоја стимулација мора да биде темелна, мора да биде базирана на претходно добри истражувања, на фидбек од самата заедница кој што треба да ги прифати нив, а тоа е да се види што е тоа што може да биде потенцијален ризик во процесот на интегрирањето на жените во специјалните единици, а што е тоа што може да биде потенцијално олеснување и како ризикот да се намали, како овие олеснувачи да се заселат и да се мултиплицираат за да може таа интеграција да биде што поуспешна. Тој смета дека менувањето на менталитетот и несоздавањето полови и родови предрасуди и стереотипи не започнува во касарните, туку во училишните клупи. И тоа можеби што најрана возраст, во која вие ќе градите единство, во кое што ќе градите перцепција, но и ментален пристап кај децата, дека професиите на машки и женски, ако ги делиме, ако продолжиме да ги делиме, нема да можеме да, како се вика, да успееме да ја постигнеме кохезивноста во родова смисла. Се на се, во земјава има напредок во вклучувањето на жените во специјалните сили. Сепак, за уште поголем исчекор потребен е сеопфатен пристап, освен на ниво на образование и на ниво на политики што ќе водат сметка за родовиот аспект и ќе ги демистифицираат традиционалните родови улоги во општеството. Ангажирано лидерство на сите нивоа во безбедносниот сектор е предуслов што се подразбира. Останете на Алсат, редовната саботажа е по рекламите. Тешката економска криза која го тресе светот несомнено влијаеше и врз работата на индиректните посредници со Бога. Тие наместо со молитва да побараат помош, решаваат да се трансформираат во аукционерски храмови, во кои за задоволување на материјалните потреби се прават духовни лицитации на верски реликвии. 95.000 еднаш, втор пат, трети пат, нека честито, тие пари остануваат за потребите на црквата. Ете гледате и ние, како и сите други, плаќаме струја, плаќаме додатни трошкови, а така ете, некој да не помисли дека тие пари се за свештенството, не. Струјата е навистина проблем, но воопшто не треба да се стравува штом највлијателните семејства се занимаваат со тој бизнис. Цената која ќе биде испорачена до крајните корисници е само работа на договор, за кој на веќе позната локација околу Божик била одржана една рунда преговори. Да се видиме во Зајас, да се видиме во Струмица, ќе возиме мотори во Зајас, не ќе дојдеме во Струмица да ве посетиме, така да прв пат господинот Акмети беше во Струмица. Ефектот од предпразничната сеанса уште не е познат, но известно е дека ваквата комуникација придонесува за ширење на сферите на влијанието, а не само внатре, туку ширум светот. Кадрите произлезени од шинелот на Дуи веќе владеат и со планетата. Në këto momente që ne flasim, Bujar Osmani kthehet nga Ukraina, është ministër i jashtëm i gati gjysmës së globit. Додека Османи и Ахмети го водат светот, огнените си прават домашна журка. Збунува само тоа што иако силно тропаат на барабанот, во никој случај не се откажуваат од хитмајсторот. Туку самите се фалат дека и тие едно време му биле диџеи со настапи вредни за враќање на топ листата. Артам добро е негови песни да пушта. Па добро, може има навивачки песни тој. Нека пушта негови песни.
И затоа му се смеат луѓето што се крие зад личноста на господинот Ахмети. И јас сум пуштил како пее господинот Ахмети, нема ништо лошо. Поентата на едните која глорификуваат близината на другите кои удираат само по самарот, се огледа во евидентната прогноза дека ако диригентот ја спушти палката, повеќе ќе нема никаква музика за нивните уши. Мене како да кажам, човек кој ги следи политичките процеси ми е јасно, ама верувам дека на Али Ахмети му е многу појасно од мене. Работата е следна: Дуи без Али Ахмети пропаѓа. И на крајот, стихови од доскорешните партнери до од чии радар исчезна ликот кој му беше посветена целокупната пропаганда, само затоа што лично со него тајно дилале политички расплет кој би требало да се ефектуира во мај. Ја запеат песната од Желко Самрџич. Да, само менја. У октобру, биче у ноемвру, биче у децемвру. И така натаму, и така натаму. Што и едно утро ќе се разбудам. И така дале. Со песната од Желко Самрџич, Добар дан туго. И така ќе си ја зашот својата. Врачам ти се. Врачам ти се ја. Во политиката има повеќе непознати, но барем едно е јасно. Никогаш не е важно кој пее, туку кој умее да игра. За овие и за многу други содржини посетете ја веб страницата 360stepeni.mk и нашите профили на социјалните мрежи. Ви благодарам што бевте со 360 степени. Налсад следуваат вести, останете, погледнете ги. Јас ви закажувам нова средба в петок од 22:20. Пријатно!